Следува програма наменета за целата публика. Од студиото на Ексклузив, со вас е Марко Шипка. Уште едно ново издание на Ексклузив, токму од ексклузивниот амбиент на Holiday Inn. Заедно со нас во ова издание е Марија Спасовска, која што ни доаѓа со навистина веќе голем материјал пред себе и на Макфест, нели, изминатово лето те видовме, меѓутоа навистина будно работиш и гледаме дека особено изминатиот период извади веќе и 2 песни, што е за еден автор, особено со оглед дека ти ги работиш песните авторски, е навистина голем потек. Кажи ми како си еве на почетокот и добре ни дојде во Ексклузив. Добро ве најдов, јас се сеќам многу во вашата емисија, одамна не сум била гостинка и баш ми е драго што повторно сум тука со вас. Добро сум, јас искрено малку во брзање затоа што само што завршив со училиште, меѓутоа стигнав на време. Ова лето, односно изминатиот период, ја започна и твојата соработка со Urban Records, па еве да започнеме на почетокот со твојот настап на Макфест и практично тој почеток на соработката со песната која што во моментов дефинитивно некако и највеќе се покажа во јавноста, а и по радиостаниците гледаме дека е многу популарна. Да, Омилен беше премиерно изведена на Макфест и веќе 4 месеци актуелна во етерот и навистина ми е драго што по сите радиостаници и медиуми одлично се прифати и актуелно се слуша и ден денес. Така што дефинитивно од Омилен некако започна друга етапа во мојата кариера со тоа што некако влегов во посериозните води на музиката. Иако јас и досега се занимавав сериозно професионално, меѓутоа и годините не ми дозволува сето тоа да изгледа толку нели професионално, меѓутоа застанувањето на макфестовската сцена некако веќе како друга тежина да доби мојата кариера. И од тогаш после Омилен ја објавив и Венера која што е нели во соработка со Ивајо од Urban Records и така започна соработката. Да, и сега се навратам пред Макфест, гледам особено последните неколку години правеше свои некои кавер верзии кои што ги објавуваш и секојдневно преку стори или на Инстаграм, ќе видат нешто дели гледачите во моментов. Од каде инспирација, иако тековно, особено таа позадина која гледаме во твојата соба со нели пијаното кое што се гледа во позади, правиш навистина некои прекрасни кавери, па еве стигне и до Next Time, нешто што е последно и го сподели на нивниот Инстаграм профил. Да, па јас секојдневно пеам дома, мислам дали тоа го снимам или не, ја цело време пеам и гледам пример ако сум во расположение да го споделам тоа со публиката, сакам да споделувам затоа што впрочем и затоа и ме следат тие за да слушат јас како пеам, така што доколку ми се допаѓа нештото го објавувам и да, сега објавив на Next Time таа што беше нивна евровизиска песна кога тие беа на Евровизија, таа многу ја сакам, ме потсеќа на онака најраното детство и не знам ни како воопшто ми текна на песната, ама ми се вртеше во глава и викам ајде ќе ја ставам на Инстаграм и така ги те ја споделија. Така, некако пошто сепак песната некако и постара, ги потсети можеби нив дека има таква една убава прекрасна композиција. Кажи ми, еве сега веќе извади уште една нова песна, Венера, некако многу брзо дојде по Макфест и новата песна. Соработката која што имаш во моментов преку Urban Records, да напоменеме дека многу млада сепак публика ја следи оваа продукција, особено што таму се сепак едни од твоите колеги меѓу кои се Паја, Клара, Антонија Гиговска. Кажи ми, колкава ти одговорноста со оглед дека сепак овие веќе твои песни две излегуваат на ето така на некој начин со оглед дека тоа ви е на вас многу важно изведувачите, тие платформи, односно стриминг, YouTube нели и останати платформи, одговорноста во со оглед на тоа дека еве сега актуелни си хитовите нели Бела, Напаја, Лара и така натака.
Како гледаш кон тоа со новата соработка на Urban Records? Повеќе можеби одговорноста е кон себе, затоа што без разлика на кој YouTube канал или на кои платформите се објавени песните, јас сакам тие да бидат вредни, затоа што јас сепак ги објавам и моето име стои како и да е на самите песни, така што без разлика со која издавачка куќа и со кој продуценти да се работи, мене одговорноста ми е делото да биде како што треба. Така што секако дека тежината која што ја носи продукцијата ја има, меѓутоа тоа не дека ме спречува мене да се однесувам вака или така во однос на моите реакции. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. Започнија твојата нова модна приказна во Sigma Fashion. И сега Венера, спотот некако излезе од некоја комфортна зона која да што обично гледаме во студио или снимени спотови, некако овдека си надвор. Каде беше сниман спотот, нешто повеќе околу реализацијата, затоа што навистина и екзотично изгледа на екран, ќе го видат и гледачите. Да, дефинитивно тоа досега дека што ја промовирав песнава ме запрашаа за спотот затоа што навистина изгледа мистично. Локацијата како во некој сосема многу ми е драго друга што планета. Тоа се забележа затоа што тој ни беше целта да не изгледа како да е снимана на земјава, него баш како да е на Венера. И одбравме локацијата, внимателно гледавме месец назад каде да се снима, што да се снима. Некои работи спонтано дојдоа, не беше се 100% испланирано, нормално така и треба да биде затоа што спонтаните работи понекогаш се подобри. Така. Меѓутоа снимавме тука во близина на Скопје беше локацијата. Успешно ја реализиравме таа идеја и баш изгледа како да сум на Венера. Дали поедовно тие некои идеи започнуваат од тебе или сепак и оставаш таа соработка сепак да трае, односно и да послушаш совет од некој друг, или некако сите овие идеи со оглед дека и спотот за Умилен некако е снимен така со некои нели неон сега популарни изгледи кои што доста се примамливи за Инстаграм, особено ние Reels кога ги гледам. Да, јас учествувам дефинитивно во идеите за спотовите, меѓутоа и оставам и на професионалците да се работат својата работа, затоа што сепак јас сум тука да испеам во спотот, да изглумам во спотот, да бидам личноста нели на спотот, меѓутоа не сакам да бидам наметлива во однос да им се мешам во работата. Меѓутоа не дека јас сум исклучена од целиот тој проект и дека не давам свои идеи, така што дефинитивно е баланс помеѓу мене и оние кои што го работат. И мислам дека тоа е најдобрата комбинација сегогаш. Така, сега во моментов, во периодот кој следи ќе биде актуелна Евровизија. Морам да те прашам со оглед дека за жал Македонија нема да овозможи оваа година нели да имаме представник, меѓутоа какви се твоите амбиции во поглед на тоа со оглед дека минатата година изборот беше со една од твоите колешки, рекувам колешки нели бидејќи сте во таа бранша, Лара Иванова, како гледаш кон Евровизија или пак актуелните музички талент шоу кои што се случуваат и дали барем во иднина планираш некое твое излегување, барем можеби на регионалната сцена или пак во европски рамки преку Евровизија? Па да, секако јас бидејќи веќе бев представник на Македонија на детска Евровизија, да, тоа ми остана така еден јак впечат ми остави во срцето и дефинитивно дека би сакала да се појавам повторно на таа сцена, затоа што сите тоа го велат што веќе биле на Евровизија дека тој момент не може да се опише, дека само треба да се доживее и не се ни трудиме да го опишеме затоа што навистина евровизиската сцена си носи некоја си посебна магија и сакам барем уште еднашка повторно тоа да го доживеам во животот и се стребам кон тоа. Годиниве работам ептен
на мојата кариера, така што еден ден се надевам дека ќе бидам доволно зрела за да ја представам својата земја и таму. Имаш ли некој, еве, од изминатите години фаворити на Евровизија и што ти има оставено впечаток кога сме веќе на оваа тема од настапите, зборам од македонските представници? Да, дефинитивно дека ние имаме супер представници. Тамара го направи најголемиот успех и ретроспективно гледано, нејзиниот настап во последниве години најмногу ми има оставено впечаток. И баш таа година нели победи Данкан Лоренс со Arcade и мене таа песна исто така и ден денес ми е хит. Така што си ја пратам цело време евровизиската сцена, евровизиските песни и тие се хитови за сите времиња, така. Сите времиња, да. Така, дефинитивно музиката ги спојува луѓето, ги обединува, тоа е практично идејата на Евровизија. И пред самиот крај, што е она што можеби во иднина ќе обединува повторно твојата публика, односно нешто што би очекувале од тебе и дали може во иднина да се очекува и можеби и албум еден комплетирање со оглед дека изминативе години од како почна многу посериозно со твојата кариера се занимаваш, веќе можеби овие песни се спремни за некаков албум, а мораме да потенцирам дека се работуваше со врвни македонски автори, меѓу кои се нели Роберт Билбилов и Дарко Димитров. Да, секако Роберт, Дарко и Вајо сега и сите останати не ги исклучувам, нели, меѓутоа само со нив тројца до сега е работено. Дефинитивно дека имам многу песни и секако дека планирам во перспектива да правам и албуми, меѓутоа за сега се задржувам на дело по дело, на чекор по чекор и планирам за годинава имам направено доста хитови, ќе видиме дали се хитови. Па добро, веќе штом на радиостаниците се вртат, може да заклучиме дека радио хит. Имам доста песни направено и моментално предпазливо бирам која ќе биде наредна, затоа што сакам да го или барем да го повторам или уште поголем да го направам успехот на Омилен и Венера, затоа што навистина сум задоволна како продаат тие два проекти и не сакам да се заборави сето тоа и да остане само така. Сакам да го искористам моментот на популярноста која што ја стекнаа тие две песни и уште посилно да се доживи уште поголем успех со новите песни, така што дефинитивно ќе ги има, само нели треба да се очекува. Да, ќе потенцирам тука и број 1 секако од песните кои што и одлично котира и во јавноста и во радиостаниците. Веќе 2 години објавена, меѓутоа се уште ја слушаат и тоа е првата песна каде што се појавам како кант автор, нели, автор на музика и тексти. Драго ми е што се уште се слуша и кога ќе ме препознаат на улица, обично прво број 1 ми ја споменуваат, потоа Омилен и Венера. Ама лека полека сите песни се надам дека ќе останат во нивните срца. Така и пред самиот крај уште да те прашам дали планираш некаков дует во иднина со оглед дека актуелни се таков тип на песни кои што ги гледаме, зборам нели за македонската јавност. Да, секако дека дуетите се извор на нови хитови, на популярност и за двајцата изведувачи. За сега не сум контактирала со никој специфично, меѓутоа дека имам планови, имам дефинитивно. Така. Започнија твојата нова модна приказна во Sigma Fashion. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. Ти благодарам еве со ова, некако и би го завршиле ова интервју и нормално очекуваме повторно некој нов разговор каде што ќе имаме, се надам, и некој нормално национален успех покрај детската Евровизија која што еве како што каже и Марија остана во незините сеќавања. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас и навистина благодарам што секогаш ме поддржувате.